Почитувани, ова е визави на програмата на ТВ канал ВИС. Оваа четврточна редовна емисија ја снимаме со градоначалникот на општина Гевгелие, господинот Сашо Поцков. Добар ден, добро ве најдов. Посакувам, успешен тек на емисијата. Господине Поцков, добре дојдовте во визави. На почетокот на оваа емисија би сакала да ве прашам за текот на 2018 кој е на самиот залез. Може ли да ни кажете што успеавте да реализирате од планираниот буџет за 2018 и дали сте задоволни од она што успеавте како општина и градоначалник да го завршите? Па, процентот буџетот, кога збориме за процентот буџетот, колку успеавме да реализираме, едно ако робуваме на бројки, друго е што е тоа реалноста и преку извршувањето на буџетот всушност се гледа и работата на градоначалникот. Може да биде обемна, неквалитетна, пропратена со аномалии, а да има високо извршување на буџетот, може да биде со помали цифри извршување на буџетот, меѓутоа да биде домакински. Јас се водев кон она второто и креирањето на буџетот е малку специфична категорија. Креиравме буџет од 950 милиона денари 2017 на крајот, баш кога дојдов после месец дена, кога настапи на функција градоначалник, за 2018 и при креирањето на буџетот, значи тргнував од одредени законски нормативи кои се осликуваат фискално во буџетот. Што значи тоа? Од основен буџет 610 милиона денари, кој е составен дел на буџетот од 950 милиона денара, само 300 милиона денара беа креирани за потребите на градоначалникот за остварување на неговата визија или изборна програма. 310 беа законска обврска кои ги влечевме да мора да резервираме пари за недозавршени тендери од претходниот градоначалник и за долгови од стариот градоначалник. Бидејќи се претпоставува ако во 2018 година имаме пари за плаќање на старите долгови, мора да бидат внесени, калкулирани во буџетот. Друго е дали да успеавме да санираме дел од долговите или не. Конкретно на вашето прашање дали сум задоволен, да, бидејќи за мене целите што се ги поставив, главна цел ми беше фискална одржливост на општината, да ја стабилизирам финансово општината. Успеав тоа да го направам не сам и со помош, не со помош, него со средствата кои ги донираше владата за 51% за плаќање на старите долгови. Општина Гевгелија добие околу 61 милион денари од вкупно затекнатиот долг на 25 октомври кога презедов функцијата од 143 милиона денари. Јас успеав во 2018 од основниот буџет да платам 25 милиона денари и долгот го сведивме на 118 милиона денари на 31.9, а таа е датата, репер датата, критичната дата, пресек датата на која владата по тој износ на долг исплаќаше 51%. Значи ние добивме 61 милион како 51% од пријавени 118 милиона. Ајде на проекти. Што зацртавте, што сработивте? Зацртавме конкретно проекти. Првата година беше изработка на проекти за да имаме предмет на работа во 2020 година, која е на прагот, која пречекуваме 2019 година, се извинувам, меѓутоа е во горцу. Можам слободно да кажем дека финиширав три крупни инфраструктурни проекти кои ги затикнав од претходниот градоначалник и доста време потрошив на таа работа. Значи во Гевгелија во текот на 2018 година се пушти во употреба прочистителна станица. Капитален објект 12 милиона евра со донаторски средства, правен пред мене. Почнато пред мене, меѓутоа факт е дека и годината која јас не менаџирам 2018 година се случи завршување на проектот и пуштење во употреба. Се случи втора работа, крупен проект, донација од UNDP е изградба на нова депонија. Таа е општинска локална депонија која ќе влезе во системот на регионални депонии во концептот на влада за управување со отпадот. Меѓутоа факт е дека имаше донаторски средства заради бегларската криза. Тие пари дојдоа во Гевгелија и работата отпочна јануар 2018, без разлика што беа пред тоа потпишен договор. Факт е дека сето тоа се случуваше во 2018 година. Треба се изменаџираат тендери, да се контролира работата со ревизии, да се дава логистика во сиот тој проект и примопредајата се случи крајот на отварањето на таа локална депонија беше 20 околу крајот на октомври. И третата работа е го изфинансиравме водоснабдителниот систем кој треба да ја реши сензитивната тема на граѓаните на општина Гевгелија, присуството на арсенот во водата.
сега отворивме нови бунари. Го спомнавте водоснабдителниот систем. Господинот Франгов, поранешниот градоначалник, беше присутен на пуштањето на водоснабдителниот систем кој што заедно веќе го довршивте. Дали тоа значи дека ги закупувате политичките секери со него со оглед дека претходно имаше низа препукување меѓу вас? Политичките... Како да го толкуваме тој знак на почит што се покажа пред медиумите? Пред се, јас мислам дека политичките секи никој пат нема да ги закопаме, бидејќи имаме различни погледи за перципирањето на општествените процеси и за менаџирањето на политичките и општествените процеси. Он е од друга политичка провиненција, јас сум од друга политичка провиненција, диаметрално се спротивуваме на многу работи. Меѓутоа, како луѓе, како сограѓани, сигурно дека имаме почит и се почитуваме. Почитувам тоа што го правил добро за општината и немам комплекс со тоа. Јас тоа го гледам во функција на тоа што треба да почне да се гради во општеството. Пратете го апелот на нашиот премиер Заев, за кој имам доста високо мислење, го поздравувам тој процес што го води. Помирување во општеството, бидејќи јака држава, Македонија, кон која се стремиме да ги фатиме ЕУ и НАТО, процесите мора да биде внатре кохезионо, бидејќи човечките ресурси мора да ги исползуваме без разлика од која политичка провиненција се. Таа е една работа. Втора работа е што јас и во политиката сакам да внесам нешто ново и се сметам себе за доблесен, што не патам да не влегувам во ова работа за да се реализирам за прв пат. Јас сум, мене ме знаат гевгеличани, јас сум докажан, реализиран човек и кога ја презедов ова функција, ја презедов како реализиран човек, сметајки дека обврска на нашата генерација да ги менаџираме процеси што предстојат на начин како што треба за да оставиме подобро утре на сите наши деца, не на моите. Во тој контекст немам никаков комплекс ниту суета кој нешто почнал да кажам дека е добро и во тој контекст, во сиот општествен амбиент што го створува премиерот, сакам и јас да дадам свој принес и ценев дека е добро на проекти кои ги отпушнал стариот градоначалник, кои ги завршувам јас, заедно да се појавуваме. Стариот градоначалник, претходниот Франгов, пиевме кафе, со задоволство го прифати тоа, така да ниту јас го плаќам од джебот, ниту Франгов ќе го плати од джебот, го плаќаме сите граѓани на општина Гевгели. И војнина пораката ќе биде таква. Се што е добро треба да се пофали. Се што е лошо треба да се критикува. Така прават богатите земји. Никој не руши нешто темел. Доаѓа влада една пак и руши нешто темел. Богатите земји се богати заради тоа што се што е добро надоградуваат. Никој пат не рушат и добро и лошо и да почнат. Се навратиме на водоводот, спомнавте дека во план е деарсенификација на оние бунари кои што имаат поголема концентрација на арсен. Кога ќе почне тој процес и кога треба да заврши? Значи, новиот водовод е една работа. Прв пат се случи, барем ја колку што ги пратам политичките процеси, под притисок на јавноста, на невладини организации, да се преземе таков крупен капитален проект. Значи, новиот водовод е резултат на граѓанските асоциации кои ностоп апелираа за присуството на арсен во водата. Ние немавме потреба од новиот водовод, бидејќи Гевгелие во моментот и во наредните 5 години потребата за количество на вода ги ја испорачуваше старите бунари, кај градот се задоволуваше со своите потреби од старите бунари. Новиот водовод што е направен кај село Марзенци на Марзенски рид прави дотур на дополнително количество на вода, меѓутоа таа вода е без арсен. И ќе замени доста голем дел од пумпите кои доставува од бунарското подрачје Моин, значи влегуваа во системот на водовод за пиење во Гевгели. Сега, значи со пуштење на новиот водовод, прашањето за арсен е решено. И имаме ситуација, две работи. Решено прашање за арсен и можност за поголемо количество на капацитет на вода за моменталните потреби на општина Гевгели. Може словно да кажеш дека имаме проекција со овие две работи што се завршени старите бунари и нови бунари за наредните 50 години да го пратат ширењето на развојот на град. Сега, тоа е тоа. Мојата изрека е, сум кажал уште кога седнав, никој пат не се плукат во стари бунари, така викаат, таа е една стара поговорка. Значи, сакаме да ги оспособиме и старите бунари, со кои до денеска, што се вика Гевгеличани пие вода, тоа се старите бунари кај Моин, кај што е забележено веќе присуството на арсен и заради тоа почна проблемот, да направиме да влезат, значи од таму да протекува чиста вода со деарсенификатор.
Направени се контактите и испитувањата, обезбедени се и пари за таа намена. Тие нема да бидат од буџет на општина Гевгеја, го погледнате буџетот, ја нема таа ставка, бидејќи ќе бидат донаторски пари. Се работи за некаде имаме различни проекти. Во зависност од начинот на решавање на проблемот, некаде се 300.000 минимум, максимум се 500.000 денара. Во 2019 година, значи и тие бунари ќе бидат успособени така да целокупното и потребно и резервно количество на вода во Гевгеја од денес па до иднина, во иднина, значи ќе биде овозможено дотур на вода без арсен. Без разлика дали ќе биде од старите бунари или ќе биде од новите. Кои се проекциите за буџетот во 2019 година? Кои се тие крупни проекти што треба да влијаат на животот на гевгеличани, а вие имате намера да ги реализирате? Нацртот е направен, некаде на почеток на декември тече јавна расправа. Денес закажуваме седница за идната среда за предлог буџетот, кога се изгледа станува буџет. Крупно што го предвидуваме во буџетот, не е тоа толку крупно, заради тоа што има од ова година стартува ново правило на правење на буџет. Прв пат сме ограничени, ставени во некоја рамка, предвидена од Министерството за финансии, во која треба ние како општини да се носиме. Значи, од една страна владата помогна со 61 милион денари на општина Гевгелија и на сите други општини, тоа е цифрата од 51% да ги сервисираме старите обврски, ама од друга страна веќе не дава можности за нови задолжувања. А тоа се рефлектира преку носење на закон кој излезе во Службен весник 15 ноември 2018 и кај што кажува како треба да се носи новиот буџет. Сега, што сакам да кажам? Стилот на менаџирање градоначалник, тоа што може да го постигне градоначалникот, е основен буџет кој е составен дел од целокупниот буџет. Целокупниот буџет за 2019 е 570 милиона денара на општина Гевгелија. Основниот буџет е ограничен, тоа е тоа ограничување кој го спомнав на почетокот, на трите последни фискални години, завршни сметки донесени на општина Гевгелија, колку е реализирано основниот буџет и Министерството за финансии дава можност од 10% покачување. Тоа значи завршна сметка на општина Гевгелија 2015, 2016 и 2017. И 10% покачување, значи општина Гевгелија може да има основен буџет 210 милиона, 215 милиона денара. Дополнителните финансирања, користење на фондови, само финансирање, создавање на... Сега почнува овој момент, кај што градоначалници за реализирање на крупни проекти ќе мора да бараат пари не од буџетите на општините, него да ги лобираат тие пари. А што сакате вие да реализирате? Сакаме, значи, Зашто, кои се визиите? Сакаме да од големите работи, од крупните работи, дел од нив ќе ги реализираме, меѓутоа со малку пари од општинскиот буџет. Значи прво ќе го отвориме јужниот булевар. Тоа ви е од кога влегувате во Гевгелија, значи пред да влезете во Гевгелија, кога се продолжува, патот завршува до згради што се поставени, гевгеличани ги знаат како грчки згради и треба да се отвори дел од патот кој треба да излегува на Моински пат, тоест кај излетничкото место Динкјот. Тоа значи направење за обиколница, така и е називот. Таа заобиколница треба да го реши влегување на транспортните возила во градот. Бидејќи ни предстои изградба на брана која тече во Гевгелија во наредни 4 години и ќе се експлоатира доста возила. Го прави тоа турска фирма. Договорени сме со турскиот инвеститор, тоест градител на таа брана, која оди преку Министерство за земјоделие, не е преку општина, тој е крупен капитален проект. Да ние направиме експроприација, а нивната механизација биде отстапена да биде направено тампонирање на патот. На експроприацијата е веќе пресметките направени, склучен е договор со сите корисници на приватното земјиште, го откупува, го експроприира општината од нив, ќе почнеме и со плаќања деновиве и ги правиме сите предуслови. Напролет, значи ќе има, може гевгеличани ќе бидат сведоци до крајот на пролет, почеток на летото, на отварање на овиот јужен булевар, кој е еден голем капитален проект. Ќе треба само од наша страна, освен експроприација, да се изврши завршното асфалтирање. Од тоа пари ќе бараме од ЈПДП, од јавното предпријатие за државни патишта. Ќе треба, тоа е една работа која ќе биде видлива. Втора работа која ќе биде видлива е стационарот кој беше доделен, средства беа доделени од Југоисточниот плански регион, треба да отпочне денови да се гради, идната година, значи април месец треба да биде готов. Ќе го реши прашањето за бездомните животни.
во градот. Трета работа која не е видлива во буџетот е сигурно во 2019, како што испомнав, ќе има деасинификација направено, не со средства од општина Гевгелија, него со средства од донатори. Четврта работа е имаме затекнано доста регионални, локални патишта кои не се во градот, например под локална има таква категоризација локални патишта, тоа се го поврзуваат градот со туристичкото место Ума и со туристичкото место Серменин, кои имаат некаде околу по километар и двете недоизграден пат. Тие се проекти кои што се од секојдневното живење. Има ли проект кој што ќе го промени на подобро животот на граѓаните? Да речеме, со години се зборува дека центарот на Гевгелија е проблематичен, концентрација на возила. Во таа смисла дали ќе има некакви проекти кои се нарачена е студијата, ќе биде воведено зонско паркирање, меѓутоа тие не се проекти кои зафаќаат доста пари. Зонското паркирање, решавање на проблемот на општина Гевгелија со паркирањето, зонско паркирање е изработка на идејно решение, на софтверска програма и отварање на дистрибутивни канали кај ќе се купуваат тие картици за да се плаќа зонското паркирање, бидејќи имаме специфика. Во Струмица, од кај што потекнувате ви или на други места, може тоа се плаќа преку мобилни телефони. Тука треба да знаете дека пола од собствените на возилата се грци. Немаат мобилни телефони кои се вклучени во системот на македонските мобилни оператори, така дека имаме на специфика во дистрибуција на картите. Тоа сето ќе биде проследено со отварање на катна гража. Таму има нацртано маркица, веќе се појавуваат приватни инвеститори. Во најава е решавање на уличното осветлување на база на јавно-приватно партнерство. 2019 година ќе биде година на одлука на избор на фирма и година на отпочнување на таа работа. Значи ново јавно осветлување и во градот и во населените места на база на јавно приватно партнерство, кај што ќе има 10 годишна гаранција за тоа што ќе биде вградено. Колку проценти од општината има канализација и водовод и дали има план да се проширува таа мрежа? Да, тука во план е тоа, бидејќи чинам 4 населени места и туристички места. 3 немаат канализација и Гевгелија одскокнува од републичкото ниво, таму е 23% од целата имаат канализација, 77 немаат. Новите населби во Гевгелија кои се отвараат урбанистички, тоа е на Карорман, на Мрзенски рид и тука на потегот Касарна, со грантот што го добивме од Германската банка, Гевгелија припадна 2,5 милиона евра на општината преку комуналното. Токму за тоа разговаравме со избраниот консултант, имавме посет од него пред месец дена и тоа ќе почне се реализира во 2019 година, пак со грант средства, кај што ќе биде средена и комуналната инфраструктура, и одводот, и водоводот на сите тие 3 нови плански единици во градот Гевгелија. Во населените места дадов налог кај што не е изработени проекти за канализација да се работат, кај што нема изработени проекти за прочистителни станици да се работат, бидејќи знаам, ги имаме тие информации и преку ЗЕЛС и преку контакти со владата дека по завршувањето на процесот на уставните промени во Собранието на Република Македонија и изгласување на спогодбата и фаќање на тие европски теркови, ќе се отворат големи фондови. Сега користам ова прилика да ви кажем еден податок. Во 2019 година преку Министерството за транспорт и врски, преку министерот Цугаровски, ќе има 50 милиона евра пари кои ќе бидат доделени на општините за изградба на локални патишта. Обврска за изградба на локални патишта е обврска на општината. На државата е магистрални и регионални патишта. Прв пат 50 милиона евра владата одвоја не кредитни средства. За нас ќе бидат грант како општини. Треба да има проекти и ние веќе ги изработуваме тие проекти. Така да може да се случи да збориме, тоа е тоа што ви го зборев на почеток. Колку е реализиран буџетот, да има многу малку реализација на буџетот, а да имаме многу видливи работи кои нема да бидат од буџетот на општина Гевгелија, финансирани од буџетот на општина Гевгелија. Помнавте присуството на грчки туристи, грчки гости во Гевгелија. Дали и се уште Гевгелија обстојува во голем дел од овие гости? Ве прашувам во контекст како се одрази договорот од Преспа овде во Гевгелија? Имате ли намалено број на посетители, зголемено? Еве едно ваше видување како прв човек на општината. Во неформалните разговори кои ги имат граѓаните на општина Гевгелија
Има доста пријатели од другата страна на граница, со граѓаните на Република Грција. Сите се согласуваат дека таа работа е лоша, што стои толку време нерешена и дека политиката има замешано прсти во сета таа работа кога зборуваат обичните граѓани и секој сака поголема перспектива. Секој сака подобра перспективи. Тоа го чувствувате гранична општина сте, да? Точно. 21 век е век на квалитет на живот. Што сакам да кажам? Значи, сакам да кажам дека надмине се темите кои не влече во транзиција. Ако одам на работа, колка плата ќе примам и дали ќе ми даде работодавецот? Се предпоставува дека тоа ќе се случи. Борбата е да имаме поголеми примања, затоа е нашиот слоган на СДСМ, од каде што ја потекнав како градоначалник, да ја вратиме средната класа и сите мерки што се прават, да направиме буџет во една фамилија минимум 500 евра. Што сакам да кажам се тоа? Факт е дека секој сака подобар живот од една страна, а од друга страна реалност е дека локалната економија на Гевгелија зависи од куповната моќ на грчките сограѓани. Трето е што има испреплетено пријателски и фамилиарни врски. Доаѓаат новинари од Грција, од национална телевизија, кога беше жижи на ова прашање, во текот имав интервју. И стално го кажам овој податок и го кажем и сега. Во Гевгелија имате 100 девојчиња омажени во Грција. Ти имаат деца. И сега тие деца имаат баба и дедо и во Грција, баба и дедо и во Македонија. И сега, која е перспективата, која е иднината што цело време ја потенцирам во моето настапување на денешните емисии? Што вреди да збориме за историја кој е било за пред 5000 години или да збориме за сегашноста и за иднината на тие деца кои факт се дека постојат. Сакате да кажете дека, еве да го сумираме, дека немаше нетрпеливост или намалување на гости во овој период? Немаше, зголемен е бројот на гости, сите едвам чекаат да се реше, никој не проецира како ќе се реше. Викаат да се реше, бидејќи знаеме дека ние сме врзани едни со други да живееме. Постата е зголемена, локалната економија на Гевгеличани зависи од куповната моќ на грците, тоа е факт. Се што е услуга се купува тука, дали стоматолошки услуги, дали храна по продавница, дали храна по ресторани, дали од најмали работи бербери, фризери, одење на пазар, се е тоа најмалку 6 до 70% го прават грчките граѓани. Ако не се тие, тоа се чувствува. Јас пак ќе кажам, што спомнал и порано, и имавме ние видлив пример. 2017 беше блокирана границата од грчката страна ради мерки кои ги донесе владата на Ципрас и беа незадоволни нивните земјоделци. Ја блокира границата и до мене Богородица. Не работеше 15 дена. Знаете што вика нашите трговци и угостители? Ако ова потребе уште 3 дена, тоа ќе биде крах. Таа е реалноста. Тука нема политика, таа е видливоста и сакам да кажам дека на крајот сето тоа да го аргументирам, земете ги податоците од излезноста на референдум, ќе видите Гевгелија меѓу првите 3 општини во Македонија кај што има излезност на референдум. Гевгелија ја сметаат за мека за бизнисот со казината. Колку казина има во моментот и колкав број на граѓани тие вработуваат? И се разбира, дали планирате проширување и продажба на нови парцели за оваа намена? Да, има побарувачка, имаме намера и ќе ви кажам колку број, едно по едно да ги почнеме. Со одговорите, околу 1500 вработени, имаме во казино секторот, во казино бизнисот. Ево може да кажам дека слободно околу 1300 се потекнуваат од тие вработени општини Гевгелија, бидејќи топ менеджментот на сите тие фирми не се жители на општина Гевгелија, си ги носат газди со себе кај што ги менеджират. Зборам за директори, финансови директори, директорни човечки ресурси, тие се сепак првото ниво на менеджирање и тоа е секој пат си го носи газдата со себе. Сето тоа што е подоле, другово е технички персонал и работен персонал од наши сограѓани, значи грубо околу 1300 вработени има. Дали имаме намера, да, веќе на урбанички план што е донесен во опфатот на граничниот премиум Богородица и Милци, има, мислам, уште 3 парцели за предвидени со таа намена, има маркици, за хотели со казина, дали има интерес, има, и сето тоа се врти, јас што го имам искуството за година и 3 месеци колку сум градоначалник, година и 2 месеци, сите чекаат на своите деловни одлуки за завршување на
спорот со Република Грција, сака да го видат патот кај ќе фати Македонија. Дали ќе тапка во место или ќе одеме напред во евроинтеграцијата, што на мене ни на сон не ми паѓа, и знаејќи го премиерот Заев како ги води работи, дека ќе остави да тапкаме Македонија во место, мислам дека ќе го фатиме тој пат. Дури имаше посета летово од еден иницијатор, првичниот иницијатор за отварање на првото казино на граничниот премин, тоа е кај Калифорнија, казино Калифорнија Ресорс, иницијатива 2005 не беше реализирана, повторно се вратија летото, имавме контакт и се уште стојат на идеја да отворат казино, вредно 73 милиона евра инвестиции. Само ќе искористам ова прилика, сум поборник, тоа не го слушнав во прашањето или не сте информирани, општина Гевгелија како општина нема никаков финансов добит од казината. Тоа го зборев јас и на ЗЕЛС и сум поборник за во степен на децентрализација. Нашата компаративна предност е да искористиме граничниот премин и пристап на казината, дел од давачките кои ги прават казината со години наназад влегуваат во централниот буџет. Значи општина Гевгелија, освен само вработени има од општина Гевгелија кои примат плата. Денар не се слегува во касата на општина Гевгелија, во буџетските приходи на општина Гевгелија од казината. Се оди во централниот буџет. Во последниот период има една негативна појава меѓу граѓаните за големиот број на помали казина кои што се концентрирани во градовите. Што доколку државата одлучи да ги прекине отварањето на казината и се донесат нови законски одлуки, има ли Гевгелија план Б за свој развој? Секој пат има план Б Гевгелија за функционирање. Сите овие работи кои се прави некоја стратегија, значи таа е сериозна работа, мора да се прави кост-бенефит и во моментот да сме без план, ви кажем, или обичен лаик, простичен економист, како што се добивка вработените во казината и постојањето на трите казини и некои помали кои имаат инсталирано слот апарати, ако таа индустрија врзува 1500 вработени, од друга страна испорачува просечна плата од 500 евра. И тоа е кочница за развој на нешто што било пред тоа традиционално во Гевгелија. Конзервна индустрија, текстилна индустрија, на прашањето зошто, бидејќи нема човечки ресурси кои ќе сакат да работат за пониска плата. Секој вика би сакал да работам во казиното. Значи се содруваме по тој кост-бенефит, ќе имаме бенефит отварање казина, ама лошото ќе биде што ќе нема работна рака за другите дејности. Дали имаме план Б? Ова го зборам лаички да се нема стратегија. Сега збориме за нешто сериозно. Да, тоа е отварање на тир зоната. Таму е концентрирано сето мое внимание и локалната економски развој на општина Гевгелија. Што значи тоа? Тир зоната е под управување на дирекција за тир зони, за безцарински зони. Гевгелија има на 50 хектари проектирано тир зона, тоа е на потегот кај патот Негорци Пардејци, регионалниот пат. Фали инфраструктура. Јас треба како општина да се погрижам да дојде инфраструктура до таму, од која ќе направам тоа, ја преземат да работат централната власт. Често сме зборили со премиерот на таа тема, тој концепт за развој на овој регион, да заживе централната власт ќе направи парцелизирање и значи тоа е во почетна фаза. Претходниот премиер 2 пати отвараше, имаше 2 пати сечење на лента, ние не сме правили такви работи. И сега е во почетна фаза, меѓутоа отидено е со предусловите многу подалеку и ќе почне да стануваат видливи. Сега ако кога ви зборев за грантот од 2 милиони и 500 илјади евра кој го има добиено општина Гевгелија преку комуналното претпријатие, еден од проектите во тие пари е водовод, канализација и атмосферска канализација од Негорци до Пардејци. И тоа поминува низ тир зоната и ќе ја исполни обврската што ја има општината за да ги направи предусловите за да може да стартува владата. Ако тоа биде се по планот како што треба да биде, треба 2019 година до крајот тоа да биде готово. Сега што значи тоа? Тоа значи да голем дел од инвеститорите кои доаѓаат кај премиерот, и пошто сме во контакт, знам дека токму Гевгелија ја преферираат за инвестирање. Голем дел од инвеститорите што доаѓаат кај мене, сето тоа носи можност тоа да стане реалност. А таа реалност се вика никнување на нови 22 фабрики во општина Гевгелија со проектирано некаде околу 4000 ново вработени.
и тие ќе ги нема во општина Гевгелија, сега ако одеме на бюро за вработување, последна бројка варира меѓу 550 и 600 невработени имате во општина Гевгелија. Ама замислено тоа да биде регионално, како што например Дрестен Мајер правен во Кавадарци, за да може да ухвати и Прилеп, и Велес, и Демиркапија, и Кавадарци. Ова е замислено да тука работна рака биде флексибилна, почнувајќи од Неготино, Демиркапија, Гевгелија, Валандово, Богданци, Доеран, би се осмелил да кажам, дури и Струмица. Бидејќи Струмица со новиот пат што е на Валандовско брдо, се стига за 40-45 минути. Струмица е 50 км од Гевгелија. Така да, близината на Гевгелија, граничниот премин со Грција, пристаништето во Солун, два аеродрома, Скопје и Солун, автопат, железничка линија, ги прават најдобри предуслови за Гевгелија да биде најуспешна европска приказка во Европска Македонија. Поради соработката и протокот на патници и стоки Гевгелија Грција, има ли потреба овде отварање на трет граничен премин и дали воопшто станувало збор? Да. Има потреба, стана збор, ја искористив посетата и на премиерот за прочистителна станица кога беше за депонијата се извинав за прочистителна станица, тоа беше 26 септември ова година. Зборевме за тоа, зборев последно со министерот Никола Димитров. Ја посети општината пред 3 недели. Во спогодбата преспанската, што ја викам преспански договор, сите го фрлаат акцентот за промена на името, јас не го викам промена на името, него географско одредување на географска одредница додавање на сегашното име Република Македонија. Никој не зборува за втора и трета поглавје од тој договор. Вториот поглавје е економска соработка, третото поглавје е отварање на нови гранични премини. Ама тоа малку го зборат, сите се фокусирани за значи Гевгелија има добиено грант и е направен во таа проекција, чинам градоначалникот со мандат 2005-2009, со европски пари има изградено мост преку Сува река. Тој мост на почетокот на општината, на периферијата на градот, треба да таму е проектирано да има нов граничен премин на потекот Гевгелија и Думени, не Богородица. Зборуваме за потекот кој што беше трасиран од бегалците. Точно баш така. Категоризацијата на тој премин би била втор тип на граничен премин, не за транспортни возила, само за патници. Што ќе реши тоа? Тоа ќе реши прво можност на гевгеличани, на жителите на општина Гевгелија и на овој регион тука на југ, да ги избегнуваат гужвите кои се создаваат летото, за кои имаат потреба одреден дел од нашите граѓани да патуваат на одмор или да вршат други работи. Втора работа, отварањето, повторното реотварање или заживување на ски центарот ќе даде една таква можност и како една додатна вредност и предност на туристите од Грција кои ќе сакат, така им е проектирано во бизнис плановите на носителите на бизнис идеја за отварањето на ски центар. Се базира на посета на грчки туристи, да имаат побрза фреквенција, побрз пристап до градот и да нема застој, да не ги чекаат тие гужви. И трета работа е ќе даде едно заживување на овој дел од граничниот премин, бидејќи и во Грција веќе има нешто направено од инфраструктурата, а во Гевгелија фали уште малку за сето тоа да се заокружи. И ќе го вратиме во свеста на старите гевгеличани, таков премин веќе постоел едно време, околу 60-70 години е укинат. Гевгеличани старите памтат дека пешки оделе преку границата тука, во првото населено место се викало Сеаво, се вика по македонски, тргували и повторно се враќале назад. Отприлика тука би бил и граничниот премин кај што ќе поврза Гевгелија. Ски центарот Кожув беше еден грандиозно најавуван проект, меѓутоа не успеа да заживеа. Каква е ситуацијата во моментов? Дали има инвеститори кои што се подготвени да го заживеат овој ски центар? По тоа што јас го знам од газите на ски центарот, бидејќи тој е во некоја форма сега на стечај, не на ликвидација, имат поднесено план заедно со банките за ревитализирање, по тоа што јас го знам, а не само го знам, тука имав и еден прием на заинтересирани инвеститори кои ги донесе газата на ски центарот, дека е во план обновување, заживување на таа работа. Тоа е мимо домен на градоначалникот, меѓутоа јас не можам да бидам имун, бидејќи во вкупната стратегија за развој на општина Гевгелија во туристичката понуда е предвидено нивлие и правам се и давам логистика на секој наш бизнисмен. Така да ако он оцени дека има потреба
од подигање на нивото на прием на инвеститорите заради покажување на сериозни намери или пак ако му нешто би му значило на некој инвеститор да донесе деловна одлука за купување, средба со мене како градоначелник за да видат каков и јас би бил спрема идниот газда, дали како би бил расположен, секој пат ја остваруват, секој пат наоѓам време и стојам секој пат како логистика за прием и давам скроз подршка. Ќе остане после тоа и на мене како обврска, бидејќи таму има еден регионален пат кој водеше до ски центарот и е во страшна состојба сега, фрлени се 9 милиона евра, пола е пропаднат, јас ќе треба тоа да го буткам заедно со државата, да бидејќи е регионален пат, да тоа се обнови, меѓутоа стојам на располагање и дај Боже тоа да заживее. На крајот не можам јас да се мешам, бидејќи се тоа должничко, не должничко доверителски односи, него купување, продавање ствар меѓу некој кој купува, некој кој продава, јас таму како начелник се изземам од таа работа и тоа не е во мој дом и во мој интерес. Ова емисија да ја заокружиме со последните случувања во предновогодишниот период. Гевгелија веќе се украсува. Колку средства одвои оваа година градот за украсување? Значи, ова и како многу прашања во не само во општината, во јавноста се секој пат одиме на работ, на работ на носењето на одлуки, бидејќи од една страна факт е дека голем број жители во Република Македонија, можеби малку помалку во општина Гевгелија, се социјални случаи, социјални категории, јавноста бара средства, значи зошто да се краси градот кога може да одат на парите за социјални категории, да се исплатат истите пари. Можеби некој од мои колеги градоначалници или претходно ќе донесе таква одлука, сметајќи го тој дека му носи политички бенефит, меѓутоа јас сум човек кој доста водна сметка за социјалната категорија на луѓе во градот, доста помагам и сметам дека и двете работи може да ги завршим успешно и да одговориме на социјалните предизвици кои во голем дел се во рамките на централната власт, тоа треба да се решават преку Министерството за труд и социјала, а многу мал дел во локалната власт. Ама ако сега зборевме за економски просперитет, за Гевгелија успешна приказка, не можем да си дозволам градот да не се почувствува новогодишна атмосфера да не биде украсен. Значи тоа сме го правиле, не претеруваме во таа работа. Знам дека пред мене се правило преку тендери и јас го правам и со тендер, тоа не е ништо ново. Некаде околу 1.200.000-1.300.000 денара. Лани тендерот падна некаде на 870.000 денара. Беше платен, оваа година е некаде околу 950.000 денара. Значи не е тоа нешто кич, не е тоа нешто премногу, сепак мора градот да ги прати истите вредности, да ги има истите вредности и градот мора да заличи на нешто што е нормално. А во исто време, колку што можеме, ако има потреба за средства за други категории граѓани, да не бидат на уштреб на овие средства. Бидејќи, пак ќе ви кажа, доаѓаат грчки туристи, казина, уредено, да видите како се казината сега направим пред Нова година. Сето тоа е некој репер на кој го диктира да направиме и ние како град едно заокружување во сето тоа, бидејќи Гевгелија така ја личало, така и ќе биде и така ќе ја личи. Ќе биде организиран дочек на плоштадот со оглед дека имате и гости од страна. Дали тоа било? Не е тоа во план и ќе ви кажам зашто мислам дека ниеден градоначалник не потпаднал по тоа искушение, бидејќи има ова година, например, 26-та година од одржување на традиционалниот коледарски хепенинг кој го прави социјалдемократската младина на Македонија, општинска организација Гевгелија. Бидејќи тоа е стално блиско. Коледарскиот хепенинг е 5 јануар спрема 6. И тука секој пат настапуваат мега звезди, атрактивно посетеност има 2 до 3.000 и некако градот и луѓето се навикнати дека тоа што е прослава за Нова година е одложено 4-5 дена и дека прославата обично се случува на коледарскиот хепенинг кој и ова година... Предпоставуваме партиска активност не е од градот финансирана. Не е финансирана од градот, се партиска активност, меѓутоа тоа е отворена манифестација од сите граѓани, има тука и кажи го музички звезди во Македонија се гостували музички звезди од страна Бајага на времето,
фанки, джи, некои познати муички групи и не е тоа нешто што е локално. Излегува од рамките на локалното, ево како што има други градови. Струмица има Струмица Опен, Пивофест како што има Прилеп. Во Гевгелие таков наставно, таков тип е коледарскиот хепенинг. Без разлика што не е организиран од општината, а пак моje размислување се и ние да станеме познати и како Струмица и како Прилеп со некој фестивал од типот на нешто е карактерично во Гевгелие, а тоа некаде да биде летото, размислувани сме смоквијаде или нешто друго, кои се традиционални настави да прераснат во таков тип. На прашање дали ќе има новогодишни забави во градот, немало и ќе нема, а луѓето се некако навикнати во Гевгелија да сето тоа што е масовно и за почеток на нова година да ги споделат тие емоции и чувства да се честитаат, го прават на коледарскиот хепенинг, кој и ова година, 26 поред, ќе биде на ракометното игралиште Партизан. Господине Поцков, јас ви благодарам за разговорот. Се надевам дека и во текот на 2019 ќе имаме можност да зборуваме за актуелните теми и настани во општина Гевгелија. Ви благодарам и вам. Поздрав до гледачите. Ја користам ова прилика на вам лично, на вашата екипа од телевизија ВИС да ви посакам здравје пред се, среќа, успех во работата, задоволна публика, задоволни граѓани и на сите гледачи на телевизија ВИС да им подсекам здравје, успех и да им ја честитам новата година 2019. Благодарам.